здруженија, компании, донатори, волонтери, поединци, родители, наши сограѓани. Добро ни дојдовте на денешниот настан, Кочани ви благодари. Почитувани, денес сме собрани овде, во Кочани, во нашиот град, по повод годишнината од големата трагедија, пожарот во дискотеката Пулс, кој се случи на 16 март 2025 година. Колку и да не сакаме да се подсетуваме на бројките, сепак мораме да резимираме. 63 загинати, 193 повредени, од кои 101 кои се лекуваа во странство. Денешниот настан не случајно го нарековме Кочани ви благодари. Го нарековме така, бидејќи навистина посакавме да ве собереме сите овде, во нашиот мал град, и да ви заблагодариме за големината која ја покажавте, кога не беше најпотребно. За вратите што ни ги отворивте, за гостопримството што ни го покажавте. Не со збор, туку со дела. Без сите вас и вашата подадена рака, Кочани имаше уште поголем број на жртви. Без вас и вашата помош, нашата надеж и верба ќе умреа и со нашите деца. Сега ни останаа само лузни, кои зборуваат дека заедно сме минале низ борба и дека сме победиле заедно, како што деликува на еден пријателски народ, народ кој се обединува кога е непотребно. Овде сме, пред се, заедно да го чествуваме животот. Животот за кој пред една година, Кочани, а верувам и целата наша држава, видовме колку може да биде кревок, непредвидлив и кршлив. Ја видовме тенката линија што го дели од смртта и се соочивме со нашата ранливост, со потребата да се имаме еден со друг и во добро и во зло. Некои одделивте време, други стручност, капацитети, професионалност, посветеност, финансии, пред се, сите одделивте волја да помогнете. Нашите најмили минаа низ вашите болнички ходници, низ вашата грижа и станаа борци. Ние тоа не можеме да го заборавиме. И ништо од тоа што го направивте од кобниот 16 март до сега, не можеме и не сакаме да го заборавиме. Тешко ни е денес да ви кажеме само благодарам. Знаеме дека што и да кажеме е малку. Чувствуваме огромна благодарност до сите вас. Знаеме и тоа дека не само вие што сте овде, но и оние кои ги повикавме, а не можеа да дојдат, и тие што не успеавме да ги повикаме, бидејќи помошта пристигаше од разни страни и на разни начини. Сите сте заслужни за нашето заздравување. И сите ние, како општина, сме ви многу благодарни. Големите луѓе се препознаваат токму во неголемите предизвици. За оваа пригода, градоначалникот на општина Кочани, Владко Грозданов, ќе врачи статуетки со мотото Кочани ви благодари, благодарници и други пригодни подароци. Но пред да започнеме со официјалното заблагодарување, сакаме овој настан, голем за сите нас, да го отвори едно исто така големо име, најголеме меѓу нашите уметници, виртуозот на пијано Симон Трпчевски. Повелете, Симон. Почитувани присутни, добар ден. Во вакви моменти, оно што можеме да го направиме на најдобар начин да го очуваме споменот за сите драги наши луѓе. Секој од нас има, се разбира, некаков спомен, некаква поврзаност, асоциација со одредени нешта во животот. Кочани за мене се нарекува питомост. И верувам дека кочанчани и македонците ќе продолжат
таа питомост да ја насочуваат во најдобар можен правец за работа за подобро утре сите заедно. Ви благодарам.
неизмерно му благодариме. Сега, ви сакала да го најавам домаќинот на денешниот настан, Кочани ви благодари, градоначалникот на општина Кочани, господинот Владко Грозданов, да се обрати. Повелете, градоначалник. Почитувани амбасадори, почитувани министри, градоначалници, пратеници, советници, почитувани доктори, медицински сестри, здравствени работници, почитувани родители и семејства, почитувани драги млади луѓе, херои на животот, почитувани гости и присутни. Денес стоиме овде со тешки, но благодарни срца. Стоиме со спомени на една ноќ, што за секогаш ќе остане врежана во нашата колективна меморија на Кочани. Ноќ во која болката го погоди нашиот град со сила што никој не можеше да ја предвиди и да ја замисли. Пожарот во Пулс не беше само трагедија. Тој беше судир со најтешките човечки страдања. Во тие часови на ужас, нашите деца, нашите млади, се најдоа лице во лице со огнот и чадот. Лице во лице со страдањата се најдоа и оние кои се заколнале дека ќе ги чуваат животите, а тоа се лекарите, медицинските сестри, техничарите, болничарите, хуманите луѓе, институциите и сите други. Многумина од вас што сте денес тука, ги видовте раните одблизу. Ги видовте изгорените раце, што уште се обидуваа да се фатат за животот. Ги видовте лицата на младите луѓе покриени со црн чад, болка и лелек. Ги видовте младите прекрасни тела изгорени, како се борат за живот и како одеднаш тивко не напуштаат. Го осетивме проклетиот мирис на изгорената човечка кожа, кој никогаш нема да го заборавиме. Ги слушнавме криците, ги слушнавме трогателниот звук на сирените, оживувавме колапсни ситуации, едноставно со еден збор, повеќе од хорор. Тоа беше борба што траеше и траеше. Беше неописливо со зборови. Беше хаотично. Токму во тие најтешки моменти се случи нешто што ние во Кочани никогаш нема да го заборавиме. Ние не останавме сами. Од сите страни пристигна помош. Болниците во државата и во многу други држави ги отворија своите врати. Доктори и медицински тимови се ставија на располагање без двоумење. Амбулантни возила, полициски возила, армиски возила, хеликоптери, авиони поидоа кон непознати дестинации, носејќи ги нашите деца кон спас, кон нова надеж. Во Македонија, во соседството и низ Европа, здравствените системи, клиники, медицински тимови ја презедоа оваа битка како своја. Вие, мили мои, во тие моменти не гледавте само пациенти. Вие гледавте како на ваши деца. Вие гледавте на животи што мора да се спасат. Вие ги дававте вашите животи за да ги спасите нашите деца. Знаеме дека многумина од вас работеа без сон. Со денови трепереа невидливо. Знаевме дека
ниту мислевте на храна, ниту на вода, знаевме дека душата ја дававте за нас. Знаевме дека пред вас имаше повреди, какви што ретко се гледаат и како што никој не посакува да ги види. Знаевме дека тие повреди се новитети во науката. Знаевме што може и колку може да повреди проклетиот оган, но и во тие копни моменти вие наоѓавте и сила и храброст и да излезете во ходниците на вашите болници и да не утешите, да ни дадете барем тронка надеж и верба, иако во душата треперевте и стравувавте. Додека вие работевте во операционите сали, ние го молевме Господ да ви даде сила и разум, да донесете правилни одлуки во правилно време. Додека вие водевте тивка и херојска борба во операционите сали, ние родителите на повредените во непреспиените ноки чекоревме по празните улици на градовите каде што бевме сместени. И главни пријатели ни беа бездомниците. И тие имаа душа и срце, и тие одеа по нас, и тие не тешеа. Никогаш нема да ги заборавиме редиците на луѓе кои чекаат да даруваат крв со саати за да спасат нечии детски живот. Никогаш нема да ги заборавиме редиците на луѓе кои ни носеа храна, вода, облека, кои ни нудеа да не вдомат во нивните домови, иако никогаш се нема запознаено со нас. И затоа денес, од името на граѓаните на Кочани, од името на родителите и на семејствата, од името на младите кои денес повторно учат да живеат, ви велиме едно големо, длабоко и искрено ви благодариме. Ви благодариме за вашата храброст. Ви благодариме за вашата пожртвуваност. Ви благодариме за секој час кој го поминавте покрај болничките кревети. Ви благодариме за секој спасен здив. Благодариме за секој живот што успеавте да го вратите од работ на бездната. Кочани ви благодари. Драги пријатели, нашите млади луѓе денес се живи благодарение на вас. Нивните тела и раце носат видливи лузни, но на нивните души и на нивните срца носат лузни од пеколните страдања, носат лузни за нивните другарчиња, пријатели, девојки, момчиња, сопрузи, кои што пред нивни очи заминаа во вечноста. Тие кои не успеа да се спасат, а со кои заедно сонуваа за едината. Тие рани не се гледаат со око, тие се во срцето и во душата. Почитувани мои, благодарение на вас, многу млади луѓе повторно ја пронаоѓаат силата да чекорат напред, да веруваат во утрешниот ден и повторно да се насмејат. За оваа тивка, но исклучително важна борба, Кочани ви изразува длабока благодарност. Кочани никогаш нема да ја заборави оваа солидарност. Кочани никогаш нема да ја заборави човечноста што ја видовме во најтешките моменти. Огнот ни одзеде многу, но благодарение на вас не успеа да ни ја одзеде надежда. Ние веруваме во нашите млади херои. Тие се свесни дека заздравувањето е долг и мачен процес. Но тие се тука, тие се со нас
тие имат утре создадено со вашите раце. Затоа ова нека биде само ден на сеќавање на болката и загубата, туку ова нека биде ден на благодарноста. Ден кога ќе се поклониме пред вас, пред оние што ја дава својата душа, што го дава својот живот за да спасат нечии детски живот. Ден на благодарност и ден кога ќе се сетиме дека човечноста нема граници. И додека ги чуваме спомените за загубените, за оние кои не напуштија за секогаш, ќе продолжиме да стоиме покрај оние што преживееа со надеж, со грижа и со заедништво. Ви благодариме што бевте тогаш со нас, но ви благодариме и што сте сега пак со нас. Кочани никогаш нема да ве заборави. Кочани бескрајно ви благодари. На сите кои помогнаа од Македонија, од срце ви благодарам. Елада Евхаристоподни, Србија, хвала вам многу. Българија, благодарим ви од срце. Хрватска, хвала вам од срце. Словенија, хвала вам од срце. Италија, грација. Австрија, данке. Белгија, данке. Литванија, ахчу. Туркија, тешекюр. Свиден, так. Хангари, Кишнем. Чех, Джикую, Израел, Тодарава, Поланд, Джикуе, Еспана, Грациас. Пред да преминеме на врачувањето на благодарностите, да го проследиме настапот на уште едно големо музичко име од македонската музичка сцена, оперскиот уметник Игор Дурловски, кој на еден збор дојде во Кочани хуманитарно да биде дел од овој настан. Игор Дурловски во придружба на Дејан Стојанов. Поведете.
Уште еднаш му благодариме на големиот уметник Игор Турловски. А сега да преминеме кон благодарниците. На сцената би сакала да ги повикам представниците од амбасадата на Република Грција да ја примат благодарницата за укажаната поддршка и солидарност.
Ги повикуваме представниците од амбасадата на Република Бугарија да ја примат благодарницата за укажана поддршка и солидарност. Ги повикуваме представниците од амбасадата на Франција да ја примат благодарницата за укажана поддршка и солидарност. Повикуваме представници од амбасадата на Република Шведска за укажаната поддршка и солидарност. Министерството за здравство на Република Македонија клучен фактор за брза и сестрена координација и организација на здравствениот систем, како и меѓународна медицинска соработка за трансфер на пациенти, делегација предводена од министерот за здравство господинот Азир Алиев. Ја повикувам делегацијата од Министерство за внатрешни работи, министерство без кое обезбеди брза и професионална реакција, координација со спасувачките и медицински тимови, делегација предводена од министерот за внатрешни работи господинот Панче Тошковски. Делегацијата од Министерство за правда на Република Македонија, министерството кое игра важна улога при правна логистика, координација со судски истражни институции. Делегацијата е предводена од министерот за правда господинот Игор Филков. Повелете. Делегацијата од Министерство за одбрана, кои помогнаа со нивната логистичка поддршка, координација со цивилните служби, несебичната помош при спасување со последиците од трагедијата, предводена од Министерството за одбрана, господинот Владо Мисајловски. Делегацијата од служба за општи заеднички работи на владата на Северна Македонија, предводена од директорот господин Ивица Томовски, за поддршката, координацијата и логистичката поддршка. Повелете. Должна благодарност упатуваме и до конзулатот на Турција во Македонија, Севум Сей,
која со својата поддршка, солидарност и ангажман даде значаен придонес во справување со последиците од трагедијата во Кочани. А сега представниците од Центарот за управување со кризи, предводени од директорот господин Мухамед Али, кои помогнаа на Кочани во најтешките моменти во проведување на погребните церемонии на загинатите. Повелете. Го повикувам и директорот на Дирекција за заштита и спасување господинот Стојан Чангелов со своја делегација, кој во моментот на трагедијата беше директор на Центарот за справување со кризи. Повелете. Благодарност упатуваме и до директорот на Фондот за здравство на Република Северна Македонија. Делегацијата ја предводи директорот господин Сашо Клековски. Повелете, Фондот за здравство работи на поддршка и ангажман во обезбедување на здравствена грижа и помош во справување со последиците од трагедијата. Ако нашите соседи, па и подалечни пријателски држави, вкупно 36 болнице, не ни ги отвореа вратите на своите установи, ако моравме стотина деца со тешки изгореници да ги лекуваме во наши услови, на сите ни е јасно дека бројката на жртви ќе беше уште поголема. Но тие, прво Србија, Бугарија, Грција и Турција, потоа Словенија, Хрватска, Унгарија, Австрија, Белгија, Полска, Шпанија, Литванија, Шведска, Италија, Израел и Чешка, не само што не ги отворија вратите, туку срдечно ги примија и со месеци ги лекуваа нашите деца со сите можни третмани и сета можна грижа. Обезбедуваа транспорт, лекови, грижа и сместување. И знаеме, нема зборови со кои може да се искаже благодарност за таков висок чин на солидарност. Но сакаме да им порачаме дека тие, како наши пријателски земји и нивниот гест на поддршка, ќе бидат врежани длабоко во нашата колективна меморија и нема никогаш да бидат заборавени. Ги повикуваме представниците од јавната здравствена установа од Република Бугарија, Софија Пирогов. Клиниката Пирогов заедно со Црвениот крст во Бугарија и Националниот центар за трансфузиона хематологија организираа донации во крв и обезбедија 600 донации крв за повредените од трагедијата во Кочани. Пирогов обезбеди прием, специјален третман и интензивна нега за едни од најтешко повредените пациенти, давајќи значаен придонес во справување со последиците од трагедијата. Няма по-голяма благодарност от това да видиш сълзите, след като лекарите си свършили работата в очите на техните близки и на пациентите, че резултатът е положителен и че всичко е минало както трябва. Искам да връча на град Кочане един символичен ключ за Пирогов.
да знаете, че той имате приятели и че лекарите на Пирогов и целият състав на Пирогов беше в сърцата си с вас. Надявам се никога този ключ да не се налага повече да се използва, за да влизате в Пирогов по такъв повод. Но трябва да знаете, че в лицето на лекарите, на екипа на Пирогов, на всички, които работят, децата, гражданите на Кочина и на Македония имат истински приятели. Ще ви реча на ги повикувам представниците од Генерална болница Георги Папаниколау Солун, Република Грција. Ова е еден од најзначајните специализирани центри за изгореници во регионот кој работи на третман на респираторни оштетувања од вдишен чад. Ангажира потребни специјалисти по пластична и реконструктивна хирургија за лекување на нашите пациенти. Повелете. Следува 401 воена генерална болница Атина, Република Грција. Оваа болница пружа интензивна нега и мултидисциплинарен третман преку ангажман на тимови од анестезиолози, интензивна нега, пластична хирургија и пулмологија. Работи со критични пациенти. Повелете. Универзитетски клинички центар на Србија, Пастарова 2, Белград, Србија, пружа лекучени помош со транспорт, ги вклучи на српските воздухопловни сили, транспортираат 12 најтешко повредени пациенти и се пренесени до военно-медицинскиот центар во Србија. Примија и лекуваат тешко повредени пациенти. Им благодариме. Военно-медицинската академија Белград дадоа значаен придонес во спрегувањето со последиците од трагедијата со тоа што обезбедија прием и специјализирано лекување на тешко повредените пациенти. Дополнително Србија испрати 5 амбулантни возила со 14 медицински лица за да им помогне на преполните болници во Македонија. Срдечно им благодариме. Повелете Военно-медицинска академија Градската болница Башак Шерих Чам Весакура, Истанбул, Република Турција. Болницата располагала со еден од најсовремените центри за третман на изгореници и интензивна нега.
За помошта на нашите пациенти се ангажирани мултидисциплинарни медицински тимови специјалисти по пластична хирургија. Болницата и пружи на згрижените пациенти континуирана медицинска грижа. Ви благодариме, Турција. Yes, I want to say that I am from Istanbul, from Turkey. We are always with you. If you need something, we are ready to help you. And your children is our children also. We thank you for your nice accommodation. Градска болница во Анкара, Билкент, Анкара, Република Турција. Оваа болница обезбеди врвна медицинска грижа за дел од повредените во трагедијата, поготово во делот на лекување на тешки изгореници и респираторни компликации. Срдечно ви благодариме. Универзитетски клинички центар Марибор, Република Словенија. Освен медицинска помош Република Словенија за да помогне во справување со последиците од трагедијата во Кочани, испрати воен авион за да пренесе повредени во медицинскиот центар во Ljubljana и Универзитетскиот клинички центар Марибор, каде со месеци се лекуваат пациенти со изгореници и респираторни проблеми. Благодариме Марибор. Благодариме Словенија. Воена болница Квин Астрид Милитари, Република Белгија. Оваа болница располага со еден од најреномираните центри за изгореници во Европа, вршени се напредни хируршки и реконструктивни третмани. Иако далечни, сепак ни ги отворија вратите. Благодариме. Ве молиме повелено. Председателката на Европската асоциација за изгореници, госпоѓа Надија Депетрис, повелете. Нејзиниот придонес се состоеше во обезбедување на стручна медицинска поддршка, консултации за третман на пациенти со тешки изгореници, координација и размена на медицинско искуство меѓу специјализирани тимови, поддршка во организирање на третман, рехабилитација на пациенти во специјализирани центри. Ви благодариме на сите представници од странските здравствени институции кои сепак успеавте да дојдете и да ги споделите со нас овие моменти на емоции и благодарност. Чувствуваме потреба да ги споменеме клиниките од странство кои не успеа да дојдат на овој наш настан и користиме прилика јавно и гласно да им се заблагодариме. Србија, Универзитетски клинички центар Ниш,
Бугарија, Воена медицинска академија Варна, Универзитетска болница Свети Георги Пловдив, Словенија, Универзитетски клинички центар Ljubljana, Република Хрватска, Клиничка болница Центар Сестри милосрдници, Клиника за травматологија, Клиника за детски болести Загреб, Грција, Општа воена болница Атина, Воена болница за обука Солун, Австрија, Универзитетска клиника АКК Виена, Воена општа болница Грац, Воена општа болница Будимпешта, Италија, болница Нигоарда Милано, Парма и Санта Кјара Чизанело, Белгија, Воена болница Кралица Астрид, болница за Скадис и Левидев Шарлота, Литванија, Универзитет за здравствени науки, Универзитетска болница Вилнус, Полска, Источен центар за третман и реконструкција на изгореници Ленча, Шпанија, Универзитетска болница Ла Пас, Мадрид, Универзитетска болница Хетафе, Мадрид, Шведска, Универзитетска болница Каролинска, Солна, Унгарија, Северно-Пештенски центарен болнички комплекс, Конвент болница, Будимпешта. Почитувани, програмата ја продолжуваме со музичко-балетски перформанс во изведба на балетските уметници Јована Зајкова и Бобан Русевски, со музичката придружба од Зарина Прва Севда.
Денес со нас овде во гледалиште на балконот и надвор пред Домот на културата се баш тие, оние кои што со часови, денови и месеци се бореле. Затоа ве молам да станеме и со еден огромен аплауз да ги поздравиме нивните семејства, нивните родители за нивната храброст, истреност и борба. Вие сте нашата истина, народ. Уште едно благодарам до уметниците кои настапија со својот перформанс, благодариме на Надалина. Сега доаѓаме до моментот да се видиме и да се ракуваме со представниците на јавната здравствена установа Општа болница Кочани, кои беа првата и најзначајната линија на поддршка после трагедијата. А за тоа, како Општата болница со проширена дејност Кочани се справила со последиците од трагедијата, ќе проговори директорката на Општа болница Кочани, Катерина Панич-Климчовска, која целата оваа година
е директно вклучена во лекување на болните. Ја повикуваме и делегацијата да ја приме оваа благодарност и даваме збор на директорката. Повелете. Сакам да ви кажам денес дека Општата болница во Кочани на тој 16 март се мобилизира многу брзо, нешто што го слушате многу често во последните денови, како се наближуваше годишницата. И се потрудивме да дадеме се од себе, да се спаси се што може. Секој живот ни беше битен. И после тоа морам да кажам дека пред мене многу од колегите дадоа благодарност. Јас сум особено благодарна на персоналот во болницата во Кочани, персоналот на сите здравствени установи од околината, на сите клинички центри кои што ни помогна. Слушнавте како се активираше Европскиот аларм на колегите од соседните држави. Вчера имав чест многу од нив да ги запознам во живо и да се заблагодарам во име на повредените, во име на нашата болница, во име на градот Кочани. Знам дека направија многу и дека дадоа се од себе за да спасат животи. Јас денес сакам да се обратам на повредените, на тие што го преживеа тоа. Тие знаат колку многу ги сакам. Сакам да кажам напишам нешто, меѓутоа ќе зборувам од срце. Сите нив јас ги запознав после настанот, кога се вратија во Кочанската болница, нивните фамилии и одблиску им ја гледав болката. Знаете што значи кога ноќта е многу долга, а денот е уште подолг, кога не смеете да излегувате на сонце, кога ве ограничуваме заради вашите лузни дека не смеете да ги изложувате на сонце, да се штитите, да се криете. Знам дека за млад човек тоа беше многу тешко и постојано да го поминувате времето во болница и нешто што го гледав од прв ред, кога болницата им стане едно сигурно меурче, каде што се чувствува сигурни, знае дека ќе бидат сватени, прифатени, дека никој нема да им каже не, посебно на одделението на хирургија, каде што адаптиравме соба за физикална терапија, за да може да бидат сите заедно. И потоа и на Пониква, кога се организираше кампот, тоа не беше стандардна болница, тоа беше еден вид на место каде што овие млади луѓе ќе се пронајдат повторно себе си, ќе може да се запознаат меѓу себе, да се ги видат лузните, затоа што тоа им беше заедничко од прва линија. И морам да кажам дека таму ги слушнавме сите нивни приказни, сите ги запознавме многу од блиску и не може да не ви станат составен дел од животот. Тие знаат да речат дека јас не знам да кажам не, нив не знам да кажам, за нив никогаш не знам и веројатно никогаш нема да можам да кажам не за било што да побараат од мене. Јас сакам, дечки, да ви кажам дека сум горда на оно што го постигнавте и на оно што сте денес. Вашите лузни не се нешто што треба да го криете. Ќе направиме на споредба.
во помемена техника, кога ќе се скрши нешто порцеланско, значи тие не го фрлат, туку го составуваат со конци од злато. И вашите лузни, за мене, се тие конци од злато. Вие не сте нешто што го ставаме на страна, туку сте нешто што е поскапоцено, позначено за сите нас. Ми беше чест што бев на вашиот пат, што ви бев ваш доктор. За мене, вашите насмевки се моја награда. Секоја чест на тоа што го издржавте, имате многу пред вас. Допрва за некои од вас следуваат и хируршки интервенции, и понатамошни третмани. Луѓето ви ги гледаат насмевките, меѓутоа не ви ги гледаат лузните, затоа што уште ги криете. Вие сте составен дел на ова општество и како општество ние можеме да направиме многу за вас, како заедница, да ве прифатиме. Вие не сте нешто што треба да се двоите од другите. Ви благодарам што постоите и ве сакам од срце. И повикуваме против пожарна служба Кочани. Брза помош Кочани, пријавната здравствена установа општа болница со проширена дејност Кочани. Тие беа оние кои го добија и поднесоа најголемиот удар во животот и кариерата. Видоа многу починати, многу млади кои се бореат за живот, многу повредени и очени деца и родители. Се екипираа, дадоа се од себе, помогнаа, спасија животи и понесоа огромни лузни. А доказ за пожртвуваноста и тестот на кој беа ставени сите медицински лица во болницата во Кочани, заедно со возачите на брзата помош, е срцето на Иле Гоцевски. Возач на брзата помош кој не издржа, пукна од напор, болка и стрес. Тој е единствен меѓу починатите кој решивме да го спомениме овде со цел да му дадеме почит и да се поклониме на неговата жртва. Тој умре по децата кои ги превезуваше, умре затоа што немаше време ни за леп, ни за одмор, почина затоа што знаеше дека не смее да рече не, ниту не можам. Тој е лик со кој Кочани се гордее. Цела ноќ и цел ден тој возеше на релација Кочани-Скопје од Пламенот кон Спасов, без да мисли на себе и без да побара пауза. Почитуван херој, твојата тишина зборува гласно. Твојата смиреност во хаосот беше надеж. Ти не замина, ти остана во нашата колективна меморија како пример за човечност, храброст и љубов кон ближниот. Следуваат и оние кои ги прифатија нашите деца веднаш по несреќата,
пружајќи итна медицинска помош, стабилизирајќи повредени и организирајќи го транспортот на најтешко повредените. Универзитетски клинички центар Мајка Тереза Скопје. Клиника за пластична хирургија Скопје. Клиника за дерматологија Скопје. Клиника за токсикологија Скопје. Клиника за травматологија Скопје. Градска општинска болница 8 септември Скопје. Градска болница Свети Наум Охридски Скопје. Специјална клиника за хируршки болести Жан Митрев Скопје. Универзитетска клиника за торакална и васкуларна хирургија Скопје. Клиничка болница Аџи Бадем Систина Скопје. Јавна здравствена установа Клиничка болница Штип. Сдружение на матични лекари Кочани. Здравствен дом Виница. Здравствен дом Пробиштип. Клиника за детска хирургија Скопје, Клиника за пулмологија Скопје и здравствени домови од Свети Никола, Делчево, Белово, Македонска каменица. Продолжуваме со најава на црковни организации, противпожарни служби, локални и странски организации и представници на институции, домашни и странски организации. Представници од црковен храм Свети Ѓорги Победоносец Кочани, Брегалничка епархија. Повелете. Црвен крст на Република Северна Македонија. Црвен крст општинска организација Кочани. Центар за психосоцијална и кризна акција Малинска Скопје. Комора на психолози Скопје. Супорт Кочани. Наталија Киселова, пратеничка од Бугарскиот парламент. Механизам за цивилна заштита ЕУ. Делегација од Гетеборг, Република Шведска.
Сдружение за европска социјална инклузија ЕСИ Нели Скопје. Македонско-бугарска стопанска комара. Армија на Република Северна Македонија од касарна Јане Сандански Штип. Доброволното противпожарно друштво Кочани. Противпожарна служба од општина Штип. Противпожарна служба од општина Свети Николе. Противпожарна служба од општина Пробиштип и противпожарна служба од општина Виница. Одделение за внатрешни работи Кочани, командир Драганчо Данев. Повелете. Иако последни во сценариото, овие луѓе, фирми, поединци се многу важни за нас. Тие сите заедно одиграа важна улога во заздравувањето на Кочани. Нивната заслуга не може да се измери со ништо, ниту пак да се покрие со збор. Знаеме и тоа дека дел од спонзорите не ги пронајдовме, но знаеме дека нашето Кочани ви благодари. Нема да застанеме тука ни сега, ни понатаму. Ние доправа си требаме едни на други. Ние доправа ќе градиме заедништво и ќе го чекориме патот на заздравувањето. Кочани ќе има потреба од благодарност не само секоја година, туку и секој ден. Ве замалуваме, како што ќе ве читаме, така да излегувате на сцена. Алкалоид Скопје. Град Скопје. Халбанка. Емтел Скопје. Ајден Македонија. Општина Кочани. Фондација Икра од Скопје, кисела вода. Евана Македонија. Македонски телеком. И да не го заборавиме споменот на оние кои ги изгубија животите и нивните страдални семејства. Да не ги заборавиме потребите на оние кои се уште се лекуваат и нивните лузни да ги прифатиме како наши, нивните потреби како наша заедничка обврска. Да не заборавиме дека што и да ни се случува понатаму, полесно е кога сме заедно. Трагедијата која ни се случи лани, да ја доживуваме како една шлаканица, сите до еден, како испит од кој треба да излеземе подобри. Ние, Кочани, денес вам ви благодариме, а утре на друг, на трет
И ние нема да престанеме да благодариме, ниту да бараме поддршка, бидејќи ние се уште сме една голема рана. Тоа беше се. Во овој настан Кочани ви благодари. Следува коктел за сите гости, но пред или потоа ве замолуваме да го посетите меморијалот Недовршени соништа, по име Секое име е нечии свет, поставен на 63 починати во трагедијата во дискотеката Пулс. Меморијалот е поставен во просторијата од Домот на културата.